Дигитализација. Колку реално се спроведува? Дали институциите, компаниите и граѓаните се подготвени да ја заменат хартијата? Работат ли заедно или паралелно државата и приватниот сектор кога станува збор за дигитализирање? Кои се предностите, но и ризиците со дигитализирање на економијата? Колку дигитализацијата може да помогне во искоренувањето на корупцијата? Дигиталната писменост на граѓаните, на службениците, администрацијата, што тука прави државата? Како државата ќе се постави кон вештачката интелигенција во јавниот сектор, колку и како се користи во приватниот и секако како ја користат граѓаните? Во студиото на Топ Тема вечерва имам одлична група на гости. Четворицата покриваат различни аспекти од дигитализацијата. Регулативата, финансискиот систем, државната политика и стратегија и приватниот сектор. Тоа се Орце Симов од Агенцијата за електронски комуникации. Добро вечер, добре дојдовте. Благодарам на поканата, добро вечер. Во студиото е и Синиша Николовски од Хајделберг факултетот во Скопје. Наумовски. Синиша Наумовски, се извинувам, од Хајделберг факултетот во Скопје. Добро вечер, благодарам за покана. Со нас е исто и Мирослав Гроздановски, представник на Министерството за дигитална трансформација. Добро вечер. Добро вечер, благодарам за поканата. И во студиото е и Димитар Јаневски, собственик на фирмата Digital Office by Inbox, специјализирана за полето дигитализација. Добро вечер. Добро вечер од мене. Господине Симов, ќе почнеме со вас. Прашањето е: има ли Македонија технички предуслови за да биде дигитална држава? Имаме ли аналогни острови во Македонија? Да. Добра е покриеноста со мрежата, имаме 5G секако, но што велите вие? Кои се предусловите? Исполнуваме или не? Македонија има технички предуслови да биде дигитална држава. Од аспект на мрежна инфраструктура, ние имаме прилично добра мрежна инфраструктура и државата е добро покриена и со мобилен сигнал и со интернет на фиксни точки. Околу 1.950.000 корисници на мобилна мрежа има, од кои што 1.600.000 користат брз интернет преку мобилните мрежи. Имаме 550.000 корисници на интернет кои што користат фиксен интернет, така што од аспект на мрежна инфраструктура ние сме подготвени Македонија да биде дигитална држава. Но потребно е да има податоци кои што ќе патуваат по тие патишта, по таа мрежна инфраструктура. Тоа е исто како да имаме автопати, а да немаме возила кои ќе возат по тие автопати. Значи патишта за патување на податоци има. Ние треба да работиме на темата да создаваме корисни податоци кои што ќе патуваат по тие информациони патишта. Од тој аспект можеме да зборуваме за потреба од дигитална трансформација на државните институции и дигитална трансформација на приватниот сектор. Таа дигитална трансформација ќе овозможи и државните институции и приватниот сектор своите услуги да ги даваат преку интернет, преку информациони системи и на тој начин да се генерираат податоци, битови и бајтови кои што ќе патуваат по тие патишта кои што ние ги имаме и се одлични. Од аспект на мобилни мрежи, во Македонија има така наречени non-standalone 5G мобилни мрежи, тоа значи дека радиобрановите се на 5G, додека во позадина имаме 4G јадро, и тоа се така наречени non-standalone мрежи. Постојачките два мобилни оператори планираат во блиска иднина и јадрото да го заменат со 5G, така што ќе добиеме целосно 5G мрежи, а може да бидеме една од првите земји во Европа па и во регионот која што ќе има оператор, целосно 5G оператор. Тоа ќе биде новиот трет мобилен оператор кој што е во процедура да ја добие лиценцата и да почне да гради мрежа. Од аспект на државни институции, кога зборуваме за дигитална трансформација, по дигитална трансформација треба да се подразбира реиновирање на процесите, на институционалните процеси во државните институции. Треба да се направи опис и попис на сите услуги што ги даваат тие државни институции. Да се види кои се потребните документи за секоја услуга, да се види која е траекторијата на движење низ службите што треба да ја помине за да таа услуга се заврши, да се оптимизираат потребните документи, да се отфрли се што е непотребно, да се оптимизира
оптимизира траекторијата на движење по која што предметот ќе се движи низ службите на институцијата или институциите, се додека не дојде до граѓанинот или до компанијата која што ја побарува таа услуга. Таа траекторија треба да се оптимизира, потребните документи треба да се оптимизираат, едноставно треба да се реиновира, да се реобмисли секоја услуга и откако тоа ќе се направи оптимално, тогаш треба да се изработат софтверски решенија кои што ќе ги овозможат тие услуги, тие софтверски решенија да се постават на одредена хардверска инфраструктура, да се има оперативни системи, хардвер, мрежна инфраструктура, и да бидат тие услуги достапни до граѓаните. Така што на тој план може многу да се работи. Ние во Македонија имаме околу 1500 државни институции. Што е оптимално тука да се направи? Во моментот имаме и 1500 расцепкани систем сали. Тоа е неефикасно на тој начин да се реализира. Ние имаме сега сервери кои што негде работат, трошат електрична енергија. Нивната време поминува затоа што амортизацијата кај компјутерската опрема е 25%, значи за тие за 4 години застаруваат. Ако голем дел од нивното време, тие се во така наречен idle mode, односно нивото на нивна искористеност е мала, ние имаме неефикасно трошење на ресурсите, односно коефициентот на полезното дејство е мал. Ние треба да се трудиме да постигнуваме повисок коефициент на полезно дејство и од тој аспект треба да се направи државен дата центар, државен клауд, кај што сите државни институции и единиците на локалната самоуправа ќе ги делат ресурсите. Ќе ги делат хардверските ресурси, оперативните системи, базите на податоци, апликативните сервери кои што ги сервираат апликациите и така натаму. Сето тоа ќе овозможи да имаме многу подобра база за дигитална трансформација на државните институции. Сега одиме кај господинот Гроздановски. Добар вовед, одличен вовед направи господинот Симов. Значи, сега е до вас. Ја имаме стратегијата за дигитална трансформација, усвоена е, законската рамка е усвоена. Сега, како оди реализацијата? Што, во наредните до 2028, додека е мандатот, да речеме, на постоечкиот министар. Што ќе биде готово? Од сева ова што го наброја и господинот Симов. Значи, да, имаме ние делумно дигитализирани државни институции, кои што или некои се поврзани, некои не се поврзани, така што има услуги, ама ги нема услугите. Како ќе тече реализацијата и што е реалната слика на терен? Вака, само да се надоврзам на тоа што веќе се истакна како потреба во однос на инфраструктура и останато. Ние веќе имаме каталог на услуги каде што е пропишано кои документи се бараат, дали услугата се испорачува електронски, на шалтери, така натаму. Да. При дигитализација на секоја услуга, секоја постапка и секоја дигитализација започнува практично со оптимизација на истата, како што истакнавте, односно се проверува кои од тие документи се навистина и докази се навистина потребни при испорака на услугата, кои од тие документи можат да се набават по службена должност и преку платформата за интероперабилност, со цел да не се дигитализира хаосот кој веќе постои, кој е насобран години наназад. Да. Така да за оние услуги кои се веќе дигитализирани на порталот, особено во последниот период, таа оптимизација се прави, веќе имаме достапни околу над 300 услуги на порталот во електронска форма, додека за 1500 до 700, немам точни податоци сега, постојат информации кои податоци се потребни и како истата може да се добие. Во однос на податочниот центар, ние како Министерство започнавме, беше објавена набавка за feasibility студија за изградба на тој податочен центар, каде што ќе се колоцира целата опрема на органите на државната управа. Органи на државна управа се околу 130, од тие 1350 институции се вкупно на број. Голем дел се градинки, театри, голем дел немаат навистина податочни центри, не обработуваат податоци за кои би требало, но има солиден број институции кои има таква потреба. Особено тие што ги нудат услугите на граѓаните, што им се потребни. Тие се такви институции се од прилика 130 кои се клучни, зборуваме за агенции, за министерства и секако за инспекцијските служби.
за една динамична област, каква што е дигиталната трансформација, морам да забележам дека последното согласување со ЕУ регулатива беше во 2019 година. Кога збориме за услуги, мора да збориме и за законска рамка, мора да збориме и за институционална поставеност. Последното согласување, како што кажав, беше во 2019 година. Во последнава година се усогласивме со 5 директиви и регулативи на Европската Унија и воспоставивме институционална надлежност за развој на дигитални вештини, кои се клучни при дигиталната трансформација, сајбер безбедност и инспекцијски надзор со цел да го заштитиме правото на граѓаните кога се случува одредена повреда на нивните права од аспект на информатичката и комуникацијската област. Генерално во следните 3 години што може да очекуваме дека ќе се случи? Во следните 3 години, согласно стратегијата, ние посветуваме, имаме воспоставено фокус на 4 столбови во стратегијата. Едната област е инфраструктурата, за која веќе помеѓу другото, покрај тој дата центар се предвидува и воспоставување на мрежа, владина мрежа, безбедна мрежа, поврзување на училишта, јавни институции и така натаму. Втората област е развој на дигиталните вештини. Тука има клучно сегмент, на која досега би рекол не беше посветено доволно внимание, со самото тоа што немаше ни јасно одредена институција која треба да работи на развојот на дигиталните вештини. Тука имаме од два аспекти интервенции, понатаму ќе ги образложам. Третата област е владење. По те владење се предвидуваат интервенции во однос на законската инфраструктура и информатичките системи со кои ќе се обезбеди подобра и побрза испорака на владините услуги. И четвртата област е трансформација на бизнис секторот и вештачката интелигенција, развој и примена на вештачка интелигенција во приватниот, но и во јавниот сектор. Во следните 3 години предвидуваме доста мерки и активности во таа насока. Секако развојот на електронски услуги е во третата област, предвидуваме зголемување на бројот на услуги. Да, ако се сега 300 еве за 3 години би биле 1000? Согласно стратегијата мислам дека беше околу 800 бројката, со тоа што една услуга целиме да не развиваме како досега, туку како животен настан. Ние може да збориме дека имаме 5 услуги, а во суштина сите 5 услуги да се за одреден животен настан. Наместо да бараме ние 5 услуги, ние во иднина сакаме да аплицираме, не знам. Имаме новороденче. Нема потреба да одиме да аплицираме во ФЗО за негово пријавување, да аплицираме за парична поддршка и другите сегменти кои се поврзани со тој животен настан. Управа за матични, за од самото раѓање на детето сакаме целиот овој процес да го дигитализираме и со само една апликација да ги добиеме сите 3-4 поврзани услуги. Така да тогаш може ќе имаме една услуга, ама ќе се опфатат 4 услуги кои се поврзани со одреден животен настан. Господин Нововски, стигаме до вас. Колку од ваше искуство, кажете ми, колку дигитализацијата во економијата оди паралелно со дигитализацијата на државата? Дали економијата може да биде дигитална ако државниот апарат, ако државата не е? Не може. Значи мора да одат паралелно и нема поинаку. Сега вие администрацијата, единките се членови на системот, така. На една економија сочинуваме сите, и граѓаниве, и компаниите и така натаму. Ако тоа не оди паралелно, нема успех. Сега вистинското прашање тука би било како можеме да имаме добра дигитална економија, која што ќе биде модерна, инклузивна, отпорна и така натаму. Само со паралелно инвестирање или унапредување, јас неколку дена анализирав меѓународни економисти од повеќе стручни официјални тела во светот и сите имаат општ консензус. Вели, дигитална трансформација бара паралелно инвестирање во 4 области. Прво мора да имате јавна платформа. Повеќе знаат представниците на и на државата и на АЕК и колегите од реалниот сектор во IT. Јас се од гледиште на економист. Регулаторни промени број 2, број 3 образование на работната сила и на наставниците во образовниот процес првенствено. И на крај сајбер безбедност. Целава вечерашна дискусија, претпоставам што ќе се води за актуелна тема, за дигитализација, и така натаму, бара задолжително образование на оние личности кои ги генерираат тие
скилсови или како да компетенции уште во најраната возраст во примарното образование. Само така мислам дека ќе има. Не можете вие не може бизнис секторот да оди, имаме највеќе развој таму, на дигитализацијата, а администрацијата да биде многу заостана. Ќе биде пречка на конкурентност. Да, тогаш таа бирократизација и сите тие ефекти од дигитализацијата би ги изгубиле во појавување на тој гап. Вие спомнавте во најавата дали дигиталната трансформација може или може да се употреби во спречување на корупцијата. Многу актуелна тема, јас многу пати годиниве сум говорел со граманциве на таа тема. Имавме ни едно тело во образовна институција каде работам баш за тоа, дигитално. Може и тоа е најсилното оружје за борба против корупцијата. Зошто? Затоа што само машината не знае да биде корумпирана. Така е. Се согласувате? Нафрлам некои теми за малку поатрактивно да а дигитализацијата на природа на државниот апарат, тоа што го велите вие. Како кој е 100% отпоран на корупција? Само машина. Тоа во поглед на еве на приватниот сектор им помага во секој сектор. Верувајте ми. Ќе биде поефикасно. Да не кажувам примери, да не бидам погрешно сватен, не знам. Ај вака ќе кажам метафора, одиме патуваме низ Европа со возила. Јас ретко гледам дека има вработени лица во патарините. Така, има машина. Да. Епа, има ли можност тука да поделиме? Така беше? Нема можност. Да, сега. Затоа викам, метафорички, во образовните процеси, исто така. Вие имате рангирање на евалуација на апликанти, студенти. Доволно е побрзо што ќе ги вадат документите и дозволите. Само користам еден ваш добар вовед да ставам на тежина. Борбата против корупцијата исклучиво мора да ја водиме преку дигитализацијата. Се слагам. Јас можеби многу тврдо го застапувам мој концепт. Ако нема хартија, ако нема ни можност за корупција, компјутерот не помага. Можеби подолу ќе говориме, може ли AI, чат GPT да дава лажни информации? Еве го користиме сите, претпоставам, така? Да, до некаде. Не може. Јас сум правил некои обиди, еве, аматерски. Зависи со какви информации ќе биде нахранет во некои случаи. Но не користи шпекулативни информации. Да, може да користи погрешни. Стигаме до вас, господин Јаневски. Дигитализација, вие тоа го работите, вашата фирма тоа го работи. Дали, кога станува збор за приватниот сектор, за државните институции, имате ли работа или дигитализацијата уште се смета како луксуз у Македонија? Непотребно трошење на пари имаме. Палати за апгрейдот, значи собственик не него главен директор на Digital Office, да, пак сум собствен дел од поголема компанија. Види, интересно ни е во секој случај, така што пред се да почнам, збориме за дигитализацијата, пред се дали инвестиција, повеќе ќе започнам од кој е разбирањето, не колку се инвестира, него колку се разбира истата. Знаете, дигитализацијата не е крајна цел. Тоа е само делче, така, во одредена фаза, основа за нешто. Така што, ако пред 10 години крајната цел било да споделиме документ, информација, подпишеме дигитално документ, сега веќе у наредните 10 години кога гледаме конината, дискутираме за дигитализација со цел автоматизација, со цел роботизација, со цел некоја дигитална автономија каде што нели машините работат едно меѓу друго. Така што не е луксус, бар перцепцијата не е таква, бидејќи веќе е неопходна. Едноставно дигитализацијата бара нов начин на игра. Кога имаме нов начин на игра, старите правила не се тие. Играчите не се, значи саплаерите, односно добавачите не се тие, се изместува целиот систем и мора вие да се позиционирате на друг начин, а без дигитализација сте надвор од игра. Така што не е луксус и од друг аспект, бидејќи технологијата станува се подостапна. Таа ни е достапна во вид на претплата, не мора да се инвестира, бидејќи некој делче може да се земат баш на subscription, односно на услуга, така што веќе не е услуга. А кога дискутираме за темпото, дали се исти, приватниот и јавниот сектор, тука можам да кажам дека како и секоја друга трка имаме шампиони, имаме почетници и во двата сектора, и во јавниот и во приватниот сектор. Реално и тоа е нормално бидејќи не сите почнуваат од иста точка. Потешко им е, но некои се постари, потешко им е, некои имаат покомплексни процеси или пак инвестирале многу во некои процеси, навики и навистина бара поголем ефорт, односно
повеќе да се вложат со цел да имаат прогрес. Но се додека има прогрес, тоа е добро. Кога ги споредуваме јавниот и приватниот сектор во тој дел, поразлични се споредите околу мотивите. Знаете, на приватниот сектор мотивот е контролиран од пазарот. Односно, они без такви промени мора да успеат на пазарот. Додека пак во јавниот сектор мотивот е административен мотив. Знаете, тука иде и веќе ризикот од грешка. Во приватниот сектор ризикот и како се осеќа така. Да. И затоа они одат попредпазливо. Одат во услуга, ќе земат нешто помалку, не прават огромни инвестиции, бидејќи веднаш ќе им се одсети на буџетот. Додека пак во јавниот сектор дискутабилно е така, окей, не успех, во ред, така, не се ефектот не е толкав ризикот, така да они се похрабри во дел да ќе инвестираат во систем, може буџетот да покрие. Да. Така да тоа е околу мотивите, а диалог, тоа е последното што ме прашавте, тој и како е потребен. Бидејќи тоа што го има видено, решителноста е таа која што преразлика. Без разлика за кој сектор дискутираме, и кога имаме решителност, имаме рол модели, имаме добри примери, бидејќи во општеството имаме добри примери и во јавниот сектор за дигитализација. Да речеме, кога последен пат извод од централен регистар се ваделе така хартиено, така дигитално, плави картони, не гледаме, така да некои точки ги имаме кои што тамо се, но секако секој добар пример е поттик, мотив и секоја дискусија која што е потребна, со Мирослав сме дискутирале во некои теми каде што е потреба да има поголема дебата, поголема дискусија и размена на искуства, бидејќи тие мотивираат. Кажуваат да, ова е возможно, може да се направи, можеме и заедно некако да тераме. Така некако би одговорил на твоето прашање. Да, имам, на пример, моето искуство е да, електронски поднесов барање за документ, ама погрешен документ ми даде. Тоа се веќе точки во процесот. Поднесам повторно барање. Едно пред да се вратиме на услугите кои што се нудат, она што го спомна дел од учесниците во дебатата е обуката, дигиталната писменост, дека луѓето мора да знаат како да ги користат алатките, што значи тоа, како да ги користат услугите. Затоа ќе почнам со вас, господин Наумовски. Што е клучно во овој процес на описменување на граѓаните и секако на службениците во јавната администрација, еве и во економскиот сектор, од каде што и вие доаѓате? Првенствено во едукативниот сектор, во образовниот систем, мора да ги преквалификуваме или да ги дообучиме наставните лица во сите сегменти. Мислам, зборувам оние кои не се од професорот, колегата знае, во IT секторот. Да не заборавиме некои податоци вадев, 65% од дечињата во основно училиште ќе работат по дипломирање во нови професии кои не постојат денес. Тоа се анализи на меѓународни куќи. Втора фаза е да видиме ние како и што значи воведувањето засилено во 2024, особено во 2025. Америка има драстично зголемен процент на користење на чат GPT и вештачка интелигенција. Како тоа ќе се одрази врз образовниот процес? Дали тука имаме дали тука знаеме правилно да ги користиме тие алатки, кои што претпоставам подоцна ќе зборуваме дали се добри, лоши, што е позитивно, што е негативно. Иако не гледам јас некои негативни ефекти, но можеме да видиме ризици. Образовниот процес, почитуван Чанчаревич, е клучен. Значи, клучен во начинот на дигитализацијата. Ние, ако не направиме сериозна национална платформа на образовните чинители, како да прекласифицираме работна сила, ќе се донесеме до позиција да многу имаме од една страна вишок на неупотребена работна сила, од друга страна недостаток. Ако ги прашате колеги од јавниот сектор, сите нас, и колегата од бизнис секторот, имаме еден став. Не достига работа или не можеме да ја платиме работната сила од информатичкиот сектор, бидејќи имаме узанси регулаторни, бирократски и така.
Предизвиците се големи, но мислам дека образованието е клучот за забрзана дигитална трансформација. А подготвени се академските институции за обука во овој сектор? Имаме добри тука програми и обучувачи? Мислам дека да, до некаде. Сега, не ви одговарам дипломатски, има многу простор. Мојот став е дека повеќе неформалното образование помага во тој процес. Во формално образование некако се уште мислам дека студентиве, или ученициве се побрзи во добивање на некој скил, вештини од оние од другава страна кои се давачи на таквиот начин на знаење. Тука ќе мораме да работиме на ниво на држава, како национална стратегија. Европската унија, особено Германија, каде ја пратам, само, до неодамна ми беше управниот одбор, ќе кажам и некоја интересна информација, само собствеништвото, бидејќи е во блиски релации со мојот предпостава, на Lidl, овде инвестираат, собствеништвото дава 3 милиарди евра за хаб, за инвестиција на дигитална, за користење на вештачка интелигенција. Значи, ние мора да сватиме дека инвестирањето во нови технологии, особено АИ, вештачката интелигенција, е најважна инвестиција за една земја. Гледате што се случува во Соединетите американски држави и борбата помеѓу поделеноста на источниот свет и западниот, кој ќе наметне подобра технологија во тој сегмент. Така да заокружам, образованието е клучен елемент, нели кажав ви на самиот почеток, за да имате добра дигитална економија, мора да имате образование на работната сила и мислам дека тука сите оние експерти во IT ќе бидат клучни, но да не забравиме и конекцијата, сега не излегувам од рамките на емисијава, ама сакам да давам некои иницијативи за дебата, конекцијата со диаспората. Ние имаме многу образована и вклучена во процеси диаспора. Иако сме некој проблемот да ја привлечеш. Да, ќе го најдете механизм. Политичариве тоа подобро го прават, ама Ваш став, господин Симов? Па како што спомна и колегата професорот Наумовски, дигиталната трансформација и вештачката интелигенција значително ќе го променат пејзажот на бизнисот и општеството. Промените кои што ќе настанат наредните 30 години ќе бидат многу поголеми, понепредвидливи и подраматични отколку тоа што се случуваше последните 30 години. Меѓу другото, колегата наметна и во дебатата и искористување на нашата диаспора, односно луѓето што ќе ги имаме во странство, значи дигиталната трансформација, можноста за одредени услуги и производи да се добиваат преку интернет, вештачката интелигенција ги бришаат границите. Така што но колку се кај нас подготвени да ги користат тие придобивки? Што е вашата оценка? Сега има значителни промени. Ние сме во процес на креативна деструкција. Тоа го има дефинирано еден економист Јожеф Шумпетер, креативна деструкција, кога некоја нова технологија уништува се што постои и генерира нешто ново, и тоа ново има многу поголема економска вредност, создава многу повеќе работни места, но нови работни места. Во иднина, работните места ќе бидат многу поразлични од тоа што го имаме сега. Голем број на професии ќе исчезнат, меѓутоа ќе се појават многу нови професии кои што ќе бидат поврзани со податоци, обработка на податоци, со вештачка интелигенција, со пофундаментални науки, со математика, со хемија, со физика и така натаму. Ние мораме да ги прилагодуваме нашите знаења и нашиот образовен процес. Кога зборуваме за тоа како да се користат, тука од два аспекти можеме да зборуваме. Едно е сега во моментот, ако имаме дигитални услуги, како да ги обучиме нашето население да ги користи тие дигитални услуги, а второ е како да го припремаме нашето население, младите и идната работна сила за тоа што ќе биде актуелно во иднина. Тоа се два различни аспекти. Значи, за постоечките дигитални услуги, дигитална трансформација што ја обезбедуваат државните институции и приватниот сектор, може би особено од државните институции треба да има информирање за тие услуги, реклами, како тоа се користи, да се припремат одредени едукативни видеа, да има вопишани материјали, апликациите што ги овозможуваат тие услуги да бидат оптимизирани и едноставни за користење. И да преку јавните медиуми да биде соопштувано како тоа
на кој начин може да се користи, како може да се користи за да граѓаните имаат поедноставен, полесен живот, да не трошат ниту временски ресурси, ниту материјални ресурси да добијат услугата. А во аспект на тоа, идните генерации што треба да работат, тука нашите институции, Министерството за образование, Биро за образование треба да прават многу добри проценки, наставните програми, што е тоа што ќе биде актуелно во идниот период, што ќе се бара и да се менуваат наставните програми во таа насока. Пред да ве прашам вас, господин Гроздановски, кажете ми, господин Јаневски, колку приватниот сектор, од ваше искуство, вложува инвестира во дигиталната писменост на своите вработени, односно колку инвестира во тоа тие да може да се снајдат во оваа нова реалност што е? Вака, значи дигиталната писменост не е еден курс. Значи тоа да се разбере, значи тоа едноставно е начин на размислување, начин на делување. Тоа што можеме да го приметаме дека инвестираат на начин каде што преку практична примена се учи кадрот. Значи нема класични курсеви, бар во тој дел каде што ние го работиме, него повеќе со примената на технологија се потолерантни, каде што вработените ќе се научат преку примери. И тоа до некаде е во ред, бидејќи нели преку практична примена се запознаваат и на таков начин учат и го работат, да, и го споделуваат. Да, но тука е генерацијскиот јаз, некој побрзо ќе го совлада, некој многу потешко. Видете, во се и претходно кажав, во се е решителноста. Значи имаме видено примери каде што и повозрасни луѓе се решителноста, дедицираноста вродиле во резултат. Претходно биле скептици и тоа било голем предизвик. Значи, кога имаме некаква имплементација или примена на технологијата, технологијата не е точка на дискусија, таа не е пречка, повеќе се старите навики, колку сме ние така ригидни во тоа да нели ги смениме, да ги промениме истите, и возраста да влие, но не секогаш. Решителноста е таа каде што ако се реши дека така и така ќе тече процедурата или дека тој процес ќе се запазува и нема друга опција, или имаме баш на вистина влијание од топ менеджментот каде што тој вика да, со позитивен пример истите ќе применат, нели ќе дадат позитивен пример по примена на истото, ќе го поддржат и како сме виделе многу позитивни примери и конверзија, односно луѓето што претходно биле скептици, не имаме ризик, мораме да видиме хартија, да ни дојде фактурата тука, се промениле каде што не, без процедура, без дигитално да ми стигне, јас веќе не идам по луѓето, не ги бркам да добијам одобрување, се ми стига тука, мене ми заштедува време, не трчам по спратови горе-доле, но пак е тоа преку пример и практична работа, не преку формална обука или некој вид на курсеви. Јасно. Господин Врзановски, стигаме до вас. Значи, како што кажа и другите говорници, да, младите, иако, како викаме, родени се со телефон во рака, можеби не знаат да користат или користат тоа што им треба за играње или за основни информации. Што е планот, државниот план, што е во стратегијата, како ќе описменувате, постарата генерација, со оглед на фактот дека сме нација што старее. Ние имаме и луѓе повозрасни што многу добро се снаоѓаат, но имаме и луѓе што немаат допирна точка со што со нив кога се би се дигитализирало. Да се навратиме на тоа што значат услугите, па ќе дојдеме и до како ќе ги баш да кажем натераме и обучиме да користат услуги. Доколку ние преку порталот сме имале 15.000 апликации во еден месец, тоа значи дека сме заштедиле на граѓаните приближно 30.000 часа. Доколку секој час е 5 евра, тоа значи дека сме заштедиле 150.000 евра на граѓаните или бизнис секторот. Сега само во зависност кој го поднел барањето, јасно. Така. Ние IT мора да го гледаме не како изолирана област, туку како интегрален дел од здравство, од економија, од земјоделие, од секоја област. И во таа насока сметаме дека треба да се интегрира во секоја наставна програма, без разлика на која област се работи. Ние денес имаме образование кое ги едуцира младите дека се користи нели рало при обработка на почва и останати работи, но не ги едуцира дека може да се користат
нови технологии како интернет на нештата и сензори и да воспостави автоматско наводнување на почвата, да детектира, да идентификува болести кај нивните производи, да детектира што недостасува на почвата за тоа да се искористи така натаму. Така да стратегијата едниот дел предвидува да вроди со резултати, така да кажем, на долг рок. Тоа е промена и интеграција на IT во сите наставни програми. Дали се работи повторно, ќе речем, земеделие или финанси, без разлика. На краток рок предвидува доста обуки. Обуки на јавниот сектор, обуки за граѓаните. Во однос на... Кој ќе ги спроведува? Првично треба да се направи и рамка за компетенции дигитална, затоа што и ние практично и немаме информации што на граѓаните им недостига. Таа дигитална рамка за компетенции ќе се направи во текот на следната година и ќе се воспостави систем, електронски систем за управување со учење, каде што тоа ќе биде имплементирано исто во текот на следната година со поддршка од ИПА средства. На тој систем, електронски систем, ќе се изработат неколку модули во прва фаза, а понатаму секако ќе се надградува и ќе овозможи само евалуација на граѓаните да детектираат кои обуки им се потребни од достапните на порталот, кои ќе бидат достапни и ќе им предложи за вие да стекнете основно ниво на дигитални вештини, ви препорачуваме да ги земете следните 3, 5, 7 Добро, а планирате, например, да ги прилагодите апликациите кон повозрасното население? Тоа секако дека се планира, затоа што има некои апликации што на вистина можеби ние тука што сме присутни нема да имаме проблем со нив. Сега ќе искористам еден пример од министерот кој често го дава, не се спроведуваат обуки за користење на Вибер. Вибер е доволно едноставен за да може да се употребува. Но би се сложил со господинот Нумовски, например, електронско банкарство, колку пати се случило у банка, дај ми извод од трансакцијска. Пензионерот пред нас, што е така? Така. Мислам дека монетарците, извинете што упаѓам, монетарците од моите колеги имаа некои обиди, еве давам иницијатива. Можно е да има засилени обуки за финансиска писменост за одредена целна група на повозрасно граѓанство бесплатно. Тоа може да се прави и преку подкасти. Еве сега не знам кој не прави подкаст. Секој прави подкаст, барем ја шума. Значи е нешто што е атрактивно. Така да еве една иницијатива да снимате подкаст со минимални трошоци, ви треба една соба, добро опремена, еве како ова студио или со некоја телевизија, и вие може да ги доставите бесплатно обуки преку форма на подкаст за едуцирање на целна група или да се договорите со некој од предприемачкиот дел. Државата, јас секогаш сум позитивен во поглед, нешто го гледам прво позитивно, па го критикувам. Ако го водите процесот на забрзување преку државните апаратури е поспор, нели, рамка, стратегија, заминаа 2 години во вака може би е по-добра форма, по-бизнис ориентед. Давате едукација за зголемување на нивото на гледање на подкасти кај старото население, барем од субјективно, мислам дека е позитивно. Неки повообичаено пензионерите се слободни граѓани и денес не познавам, барем и Facebook стана апликација прилично користена од повозрасна група на луѓе. Барем од мојата фамилија така. Тука, извинете, задржете ја мислата, ќе мора да ве прекинам тука бидејќи одиме сега со блок на реклами. Продолжуваме со дебатата. Гроздановски ќе продолжам со вас. Значи има услуги кои што се нудат. Сега тоа што ми е битно на мене, на гледачите, еве со колегите кога дискутиравме на оваа тема. Например, кога ќе се подобри интероперабилноста помеѓу институциите? Тоа го каже господинот Симов на почетокот. Имаме автопат, немаме коли. Например, еве кога лични карти возачки ќе бидат електронски? Кога, например, имаме апликации од типот Моје здравје кои што да ги примаат во повеќето здравствени институции, ама има некои што не се поврзани. Така што кажете ми, еве во стратегијата што се предвидува, кога граѓаните може да очекуваат дека еве ова бар ќе им биде на располагање. Што не е многу, но не е немалку, секако. Во однос на автопатите, Министерството располага со платформа за интероперабилност каде се поврзани приближно 70 институции во овој момент и во изминатите неколку месеци има направено околу 10 милиони трансакции преку таа платформа.
Потребно е секако да се работи повеќе, но мислам дека резултатите се задоволувачки од аспект на дека имаме подобрување од околу 30% во однос на изминатата година во споредбено со истиот период. Го надградивме системот, ги редуциравме трошоците и овозможивме полесно институциите и повеќе институции да се поврзуваат на еден комуникацијски клиент со цел да се овозможи побрза и полесна размена на податоци. Од аспект на кога граѓаните ќе имаат лични документи на нивните мобилни телефони, Министерството започна проект поддржан од преку програмата Дигитална Европа за развој на мобилна апликација каде во прва фаза ќе може да се складира електронска верзија на личната карта и возачката дозвола и преку која ќе се овозможи пристап до одредени најкористени, би рекол, електронски услуги. Самото поврзување со апликацијата Моје здравје ќе се заврши во следните 2-3 недели, така да ќе се ја нафрлив апликацијата. Како пример ја дадов. Поменавте баш пред некој ден сме во координација со Министерството за здравство и управата за електронско здравство. Лични карти, возачки дозволи електронски до 27-28? Не, апликацијата ќе биде многу порано до 27. Според реформската агенда ние треба да имаме еден паричник кој ќе ги задоволува сите безбедносни и технички стандарди кои ги пропишува законската рамка на Европската унија, односно законот за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги. Тоа таму е таргет чекор до декември 2027 дека ќе имаме паричник преку кој ќе се овозможува не само складирање на електронска верзија на документите, туку ќе овозможува и електронски потписи за секој граѓанин за некомерцијални цели, тоа ќе овозможи секако склучување на договори, тоа што е битното. Да, и да се забрза целиот процес. Олеснување прилично во сите административни постапки. Пред да се префрлам на следната тема, Јаневски, сакам да им доловите на гледачите. Како изгледа процесот на дигитализирање во една фирма? Дали е буквално тоа што го мислам јас, скенерот едно по едно, или има нешто друго, бидејќи тоа е и тежок и мачен и скап процес? Што ќе прочитате и како ќе прочитате. Така да, тоа си е приказ за себе, но поинтересен е делот на самата дигитализација во делот на процесите, бидејќи тој бара да разбереме која е крајната цел на процесот. Како, дали имаме сега моментално процес или немаме процес? Најчесто имаме процес, ама тој процес има толку девијации да е, знаеш, како за клопче едно, и тоа не може да го ставите вие во процес, така да одиме на анализа as is, како што е сега, и што ни е таргет. Дали тој треба да остане исти, или треба да се елиминираат чекори. Најчесто се елиминираат чекори, и тоа искуството покажува дека можат некои работи да се убрзаат. Дали така може да се некој рутирање, веќе кажам пример, влезна документација. Најчесто така, треба да дојде писмо, тоа писмо, ако замислиме кроз години, може да е електронски, нема да го принтаме, па да го ставаме во класери да тера понатака да шета низ организацијата, него. Треба да имаме начин како тоа ќе се внесе во процесот, па како ќе се рутира, па како ќе се класифицира. Дали во сториџот ќе се наполни само документацијата или ќе имаме соодветно чување, бидејќи закон за заштита на лични податоци вика соодветни документи соодветно треба да се чуваат, така треба да се избришат по потреба и така натака, така да имаме многу точки во самото архивирање на документите. А понатака бизнис процесот тој може да биде едноставен, лесна документ, заверка, рутирање понатака, да не мора да се чека, да не мора да се става со аларми кога има потсетници, и тоа биде може многу креативен, бидејќи сега тоа што го гледаме е да речеме некој документ и како што кажа колегата, може да се злоупотреби, да влезе во фиока, да седи 2 недели, да заврши некој рок и после да излезе, бидејќи никој не гледа дека кај мене седи така документот 2 недели, а кај Мирослав седи за 2 минути. Која е продуктивноста моја, која е на Мирослав? А кога е во систем, кога е во процес, се е транспарентно, видливо, процесот не греши и едноставно убава промена која што ја гледаме, што се случува е дека вработените, повеќе во бизнис секторот, се менуваат бидејќи е јавно. Гледаат, јас ќе бидам во системот дека кај мене чека толку, јас не сакам да бидам тој што е шоустопер на тој процес и ќе си убрзам работата. Така да, интересен е процесот, кажам, технологијата не е предизвик, предизвик е повеќе старите навики и решителноста на тоа да се избутка.
доколку ставиме ние дека има workaround, односно други патики, тие секогаш ќе се вратат на старите патики и процесот нема дигитално да заживее. Се стигаме тоа, го кажавте и вие. Да, меѓу останато, имаме закон за заштита на лични податоци. Добро. Кога се дигитализира, нашите лични податоци се складираат и се наачик. Господин Умовски, значи, две прашања имам. Кога станува збор за заштитата на лични податоци, еве во финансискиот сектор, ваша оценка, и секако кога станува збори за сајбер заштитата. До каде сме ние и што правим, што мислите дека треба да правим? Не знам дали ќе се согласите со мене, ковид пандемијата некако направи силен притисок кон дигитализацијата. И сега тука има ММФ пошто го прика 5 милиарди евра од загуби од сајбер напади на ниво на свет. Има. Сега, во тој дел, банките и банкарскиот сектор морам да го потенцирам и подвлечам, тој е најстабилен. Бидејќи, внимавајте, тука имате најголем ризик да се создаде паника и да се направи некое негативно влијание врз секторот. Најголемите, еве, ако разговарате со банкари, најголемите издатоци на една банка се како да го заштити од сајбер ризици работењето на организација. Знаете, затоа што и вие, сите тука што сме имаме слушнато, купува онлайн и ја испразнија сметка. Но тоа не е случај преку банкарската институција. Купувањето онлайн, вие имате и посебни асоциации, чинам дека за сега, мислам сега, кои делуваат, кои стимулираат да се развива дигиталната или е-трговијата, така? Да. Генерално не паметам за банкарски ризици во тој дел. Мислам, тоа не го кажувам од општествена позиција сега како совет или говорам реално. Во едукацијата со банкиве сме 12-та некаде година. Добро. Од многу одамна од денес гледано, не паметам повеќе може би да има одредени такви случувања какви што спомнувате вие, но тоа се тие онлайн продавници и оние измамници кои ловат како фишинг, како да го наречам тоа. Важно е дека нивото на сајбер безбедност во финансискиот сектор е на многу повисоко ниво од другите сектори. Од она што јас го читам, зборувам сега генерално на ниво на свет за извештај од Меѓународниот монетарен фонд. Да, во однос на банкарските ризици. Граѓаните се безбедни. Тоа го тврдам еве и јавно. Пред да го прашам господинот Симов, знаете, тоа испуштив пред малку да ве прашам, степенот на услуги што го нудат банките, еве во Македонија банкарскиот сектор, економскиот сектор, знаете, некои банки имаат помалку електронски услуги, некои повеќе, ќе се изедначи ли тоа набрзо? Банките се како приватни компании и така и треба да ги гледаме. Разликата од стопанскиот сектор напрема банките е тоа што банките се само 3 пати повеќе регулирани. И од супервизија, и од екстерна ревизија, од внатрешна ревизија, меѓународна ревизија, интерна контрола. И тоа ја дава таа цврстина, бидејќи банката работи со имобилизирани средства и од друга страна ги мобилизира. Тоа е. Ја зема довербата ваша, ја става во билансите и од друга страна ја пласира во колегата ако му треба, има недостаток на парични средства. Значи тука банките самите по себе си имаат своји планови за развој. И не сум, можеби, во големите банки има нормално поголем развој на дигитални вештини, но тоа не е и во сите, би рекол. И во сите, бидејќи денес, а можеби и гледано од денешна перспектива, за 10 години многу повеќе ќе се целосно дигитализираат и она онлайн делување како што. Ако ве прашам вас, кој оди денес, да бидам попластичен за гледачите, кој оди денес на шалтер да побара извод? Кој оди денес физички преку вирман, како велевме, да плати? Сите го користиме електронското банкарство. Сите користиме дигитално и мислам дека во најголем дел банките сега генерално зборувам кои тука највеќе ќе инвестираат во дигитална трансформација и ќе бидат и лидери. И таа е сега таа
трка помеѓу борба помеѓу. Како што кажав на почетокот, тоа е новите правила на игра се тоа. Значи не се работи за дали сакаме или не сакаме. Мораме. Неопходно е. Мораме. Ако го зборуваме за довербата, спомна, па ми во глава се сетив на моментот дека довербата, безбедноста е еднаква на доверба. А во суштина довербата, највеќе во бизнис секторот, тоа е најголемиот капитал во дигиталниот свет. Значи довербата, доверливи партнери, тоа е суштината и кога бираме партнери, доверлив партнер може вас да ви даде крила. А недоверлив партнер може навистина да ви поремети во работењето. Сосема се согласувам со соговорникот, довербата е основата на секој еден бизнес. Најголемиот. Особено во финансискиот свет, бројат. Тука одиме со вториот блок на реклами и се враќаме повторно да привршуваме дебатата. Господине Симов, што прави државата за, тоа е прашање за двајца Симов па Грозановски, што прави државата за да не ни се повтори нешто како со Фондот за здравство, кога беше цел на хакерски напад и многу голем број на продатоци за голем број на држави не беа, македонски граѓани беа, сега се тргува со нив на интернет. Ние во изминатиот дел од дискусијата ги нагласивме предностите што ги дава дигиталната трансформација. Дигиталната трансформација овозможува услугите да бидат достапни преку интернет. Тоа значи дека до информационите системи кои што ги овозможуваат тие услуги може да се пристапи од било која точка на земјината топка. Тоа има големи предности од една страна и дава голема ефикасност, но од друга страна представува и голем ризик. Дигиталната трансформација во паралела мора да оди со превземање мерки и активности за зголемување на безбедноста, сајбер безбедноста, односно за работење на тоа информационите системи да имат интегритет, доверливост и достапност. Кој ги брани тука државните институции? Државните институции во моментот има нов закон за сајбер безбедност кој што е донесен, кој што треба да стапи на сила идната година и тамо се дефинирани по-детално активностите кои што треба да се преземаат да се бранат системите на државните институции. Во моментот има национален ЦИРТ кој што се наоѓа во Агенцијата за електронски комуникации, во кој што се пријавуваат сите безбедносни напади кои што се случуваат и во државниот и во приватниот сектор. Со новиот закон се предвидува да се формира и Government ЦИРТ, ЦИРТ е Computer Incidence Response Team или Cyber Incidence Response Team, има две дефиниции. Значи, ние сега во моментот како АЕК се наблюдуваат информационите системи на 30 клучни институции. Поставена е опрема во тие 30 институции, низ која што поминува интернет сообраќајот и врската меѓу нивните локални мрежи и локални сервери кои што ги обезбедуваат услугите со интернетот поминува низ таа опрема. Таа опрема е конектирана со виртуелни машини кои што се наоѓаат во Агенцијата за електронски комуникации и доколку тамо се забележат активности кои што алудираат на тоа дека се случува сајбер напад, тоа автоматизирано се алармира и во самата институција и во Агенцијата за електронски комуникации. Например, во саботи, недели кога не се работи, ако се Тоа се најчесто нападите, недела на пладне или недела за ако се забележи дека има невообичаено голем сообраќај, дека има интернет податочен сообраќај кон одредени IP адреси, кон одредени земји кои што не е вообичаено да има таков сообраќај, се врши алармирање во Агенцијата за електронски комуникации во самата институција за да може да се реагира и брзо да се превземат мерки. Значи, сајбер безбедноста и мерките за зголемување на сајбер безбедност мора да одат во паралела со дигиталната трансформација, затоа што дигитална трансформација без сајбер безбедност тоа е сигурен пат кон катастрофа. Например, да речеме ако го земеме тука да му го оставиме, извинете, да му го отстапам на господинот Гроздановски. Во стратегијата што е предвидено за сајбер безбедност? Што ќе направи Министерството за дигитална трансформација? Сајбер безбедност е интегрален дел на IT практично. Има посебна стратегија за сајбер безбедност и има посебен план, мислам дека беше 5 годишен, каде што се предвидува целосно воспоставување на сите неопходни системи за следење на мрежата, воспоставување на примарен и disaster recovery сайт, активности за воспоставување на јавната свест, службеници за подигање на јавната свест, службеници во секоја институција кои ги нарекуваме сајбер офицери, сето тоа е предвидено со новиот закон и целосно
целосна функционалност на тој владин governmental CIRT. Следење на целиот сообраќај во сите органи на државната управа, intrusion and detection systems и сайбер офицери, кој ќе ги обучува? Сайбер офицерите треба да се каде ќе ги најдете? Меѓу бивши хакери или не, веќе има обуки доста кои се обезбедуваат на лицата од институциите од јавниот сектор за информатичари, кои се инженери практично, се остручуваат во таа област. Со ИПА исто обезбедуваме сега обуки за 140 административни службеници, голем дел од нив ќе бидат во областа на сайбер безбедноста. Со што ќе се овозможи барем за во клучни институции да се обезбедат соодветни капацитети за реакција во случај на сайбер инцидент, за управување со ризици, следење на закани на интернетот кои се би рекол ботеки, така натаму. Со оглед дека привршуваме на истекот сме на времето и ако сакав повеќе време да одвоиме за тоа, нема да може. Она што е прво господинот Нумовски и ќе завршиме со господинот Јаневски, значи тоа што е сега као фама низ во јавноста или воопшто кај граѓаните, вештачката интелигенција е во наплив, ќе ги изгубиме работните места. Што предвидувате вие во иднина на ова прашање? Дали е вештачката економија, вештачката интелигенција шанса за раст на економијата, за развој на државата или па Ајде кратко, ќе го земам пак да го цитирам и да користам факти од ММФ, Меѓународниот монетарен фонд. Вака вели тој, 40% од населението во светот е изложено на вештачката интелигенција. Што значи тоа? Дека има одредени ризици. Тоа се оние софтверски девелопери, аналитичари и сето тоа. Тоа е од една страна. Но од друга страна, продуктивноста ќе допринесе многу поголем развој на продуктивноста употребата на вештачка интелигенција. Кај програмерските занаети, би рекол така, дури 56% анализите велат е зголемена продуктивноста. Во самиот квалитет на давање на услуги, еве и во финансиската сметководствената фела, контролинг фелата, неодамна имавме оваа недела германци на таа тема, исто викаат на германските статистики за 13% финансиските менеджери, CFO, се подобрени користејќи ја вештачката интелигенција. Од друга страна, оние работници кои се чувствуваат како помалку квалификувани, ајде да речам збор мрзеливи, 40% го намалуваат времето за извршување на одредени ефективи со користење на вештачката интелигенција. Значи да заклучам, да не ја должам, сударот ќе биде вештачка интелигенција ќе ја зголемува продуктивноста, автоматизацијата со употреба на истата ќе ги става работниците во ризик. Нето ефектот е неизвесен, но сепак јас сум на стојалиште и на онаа страна на толкувањето на новиот продукт, вештачка интелигенција, дека е многу корисен. И ако разговарате со некои IT компании, вештачката интелигенција вели, кога ние често организираме настани и ги прашуваме стручњаци како колегите, вика, денес новите работни места ќе треба да знаеме сите од нешто не целосно, туку од се помалку. Ќе имаме време каде секој ќе мора да учи и да знае се, да се прилагодува. Програмерот можеби да знае финанси. И јас како финансиски биланси аналитичар треба да знам како да користам YZ алатки. Тоа е новото време. Не можеме да го одбегнеме тоа. За жал, нашето време е при крај. Господине Јаневски, затварам со вас 60 секунди. Кои се придобивките? Користите ли вие вештачка интелигенција? Додека работите? Секој користи вештачка интелигенција во денешно време и е неминовно. Вие ја користите? Ја користиме. Кај вас во фирма? Да. Кои се придобивките? Сметате дека може да го изгубите работното место? Не. Тоа сите ќе се сложиме дека само ќе ги смени работните места. Многу интересен пример. Замислете вештачката интелигенција како шестиот член на масава. Тоа е правилното гледање. Со своји компетенции, со начин на кој треба да ја користиме. Но таа ќе ни помогне да бидеме подобри. Оние кои што ќе ја користат, ќе бидат подобри, ќе бидат поефикасни во работењето и ќе опстанат исто како што оние кои што не користат дигитални вештини, технологии, сите овој разговор кој што имаме, значи не е минувно да се користи, а ќе смени начин на работа. Најголема примена во нашето општество ќе има ако го тренираме, ако ја тренираме со наши податоци, наши процеси.
И тука не треба да измислуваме само топла вода. Треба да искористиме нешто што е на пазарот веќе, само да го надоградиме со да биде релевантно за нашиот пазар, ако зборуваме за наш пазар. За жал, времето ни истече. Ви благодарам на присуството, благодарам што одвоивте време. Се надевам дека и вие покрај малите екрани дознавте доста работи како тече дигитализацијата во Македонија и што треба да очекувате, особено кога ќе ги користите електронските услуги на државата и доколку имате сопствен приватен бизнис. Тоа беше се за вечерва. Уште еднаш ви благодарам на времето. Останете на програмата на телевизија Телма.